Денеска сме во Струмица, каде што ќе имаме средби со граѓаните, но ќе имаме и презентација со средношколците од средните училишта во Струмица и Радовиш. Целта на НАТО караванот е да се подигне свеста кај граѓаните за придобивките, но и евентуалните ризици и предизвици од членството на Република Северна Македонија во НАТО. Ова е четврти поред настан. Претходно ги посетивме Велес, Штип и Куманово. Денеска сме, како што кажа, во Струмица и во наредниот период ќе ги посетиме Прилеп и Битола, каде што финалниот настан ќе биде во Скопје. Во Центарот за евроатлантски интеграција беше отворен пред скоро една година од страна на граѓанската асоциација МОС со поддршка на донатори. Мислам дека ги спомна, чекај како почнем. Инфоцентарот за евроатлантска интеграција беше отворен минатата година со намена да биде како место во кое што граѓаните ќе можат повеќе да се информираат во поглед на евроатлантските интеграции на државата. Во рамките на тој инфоцентар бе организирани неколку настани и овој НАТО караван е дел од тие настани. Во рамките на НАТО караванот се организирани серија на настани, а во моментов сме овдека со средношколците од средните училишта од Радовиш и од Струмица. Идејата е односно на младите да им се представи НАТО на еден поразличен интерактивен начин и на начин на кој што тие може да научат кои се бенефициите од нашето членство во НАТО и кои се бенефициите за нив како млади и за нивната иднина. Денеска во попладневите часови имаме и дебата со граѓаните на кој што ќе присуствуваат министерот за економија и амбасадорот на Република Словенија, кој што во моментов е контакт амбасада за НАТО. Така да вакви настани ќе организираме во уште неколку градови. Идејата е што повеќе, кој што спомнав, да се приближи кои се оние бенефициите, дали се тоа економски, дали политичко безбедности на граѓаните, на различни типови на фокус групи од нашето членство во НАТО.